Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе реализира најавената изградба на локалниот патен правец од местноста Крушка до местноста Ајдар во планинскиот дел. Во моментот тече јавниот повик за избор на изведувач, а се планира да се асфалтира коловоз во должина од 2 километри. По обезбедувањето на потребните средства во висина од над 15 милиони денари, Општина Кочани ги почна активностите за изградба на патниот правец од местноста Крушка до местноста Ајдар во планинскиот дел на Осоговијата. Поголем дел од парите се добиени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а свое учество со кофинансирање има и локалната самоуправа од сопствениот буџет. Веќе е објавен јавниот повик на тендерската постапка за избор на фирма која ќе ги реализира градежните работи. Според техничката документација, планирано е да се изгради и асфалтира делница со должина од 2 км и широчина на коловозот од 3 метри. Патот ќе биде на веќе постојната траса, за која на одделни места ќе биде неопходно нејзино соодветно проширување и тампонирање, пошто ќе следи и асфалтирањето. Освен тоа, ќе бидат изградени и армирано бетонски пропусти за атмосферската вода, а ќе се постават и бетонски рабници во должина од 1600 метри. Крајниот рок за пријавување на заинтересираните градежни компании е до 12 овој месец, пошто со најповолниот понудувач ќе биде склучен договор за реализација на активностите. При тоа, изведувачот ќе има обврска да ја комплетира делницата во период од 8 месеци, односно до средината на идната година. Изградбата на овој локален пат ќе се реализира во етапи, а со првата етапа што треба да започне во октомври, ќе се помине половина од најстрмниот и најтежок дел од овој патен правец. Набавката на нафта за затоплување на училиштата во општина Виница се уште не е завршена. Со распишаниот тендер за избор на снабдувач се предвидува да се потрошат околу 35.000 евра, со кои освен за образовните институции ќе се обезбеди нафта и за локалната самоуправа и за општинската библиотека. Во општина Виница во тек е постапката за обезбедување нафта за затоплување на јавните институции што се под нејзина надлежност, а за што е распишан и јавен повик за избор на снабдувач. Се планира пред престојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта за основното училиште Славчо Стојменски, за детската градинка, како и за библиотеката, домот на културата и просториите на локалната самоуправа. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидените максимални потреби изнесуваат 45.100 литри, за што според актуелната цена на екстра лесната нафта би се потрошиле над 2 милиони денари. Најголеми потреби за течниот енергенс се планирани за детската градинка Гоце Делчев, каде неопходни се околу 20.000 литри. За затоплување на просториите на основното училиште Славчо Стојменски и на локалната самоуправа ќе отпаднат по 12, односно 10.000 литри, додека за библиотеката планирани се 2600, а за домот на културата 500 литри нафта. Во јавниот повик е нагласено дека овие количини се максимални, а локалната самоуправа на Виница не е обврзана да ја нарача предвидената вкупна количина за секоја од институциите. Тоа значи дека испораката ќе зависи од потребите на субјектите корисници. Општината која се јавува како нарачател на услугата се обврзува дека плаќањето на испорачаните количини ќе биде во рок од 30 дена по добивање на блок дотацијата од Министерството за образование и наука и за труд и социјална политика. При тоа набавката ќе се реализира сукцесивно според потребите на корисниците, за што до снабдувачот ќе биде поднесувано писмено барање, по кое тој во рок од 48 часа ќе треба да ја испорача бараната количина до крајните корисници. Од 1 до 30 септември засилени мерки ќе спроведе полицијата со цел зголемување на безбедноста на учениците. По изразени активности ќе се преземат во близина на училиштата и градинките. Полициската станица Кочани и полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај ги известува сите учесници во сообраќајот дека во временскиот период од 1 до 30 септември, поради почетокот на новата учебна година, презема засилени мерки и активности во близина на детските градинки и училиштата, како и на најфреквентните крстосници и улици.
Овие засилени мерки од страна на полициското оделение ќе бидат спроведувани со цел да се овозможи безбедно движење на децата при доаѓање и заминување од училиштата и градинките. Од полициската станица Кочани апелираат до сите учесници во сообраќајот за доследно почитување на сообраќајните правила и прописи при нивното учество во сообраќајот. Полициските службеници ќе бидат поактивни на терен и ќе преземаат засилени мерки, особено за прекрашоците, побрзо возење, паркирање на возилата на пешачки премини и на тротоарите, непропуштање на пешаците на пешачки премин од страна на возачите и обратно и други потешки прекрашоци. Ученици од Средното училиште Лјупча Сантов, активисти во Сдруженијето на граѓани Младите можат, реализираа активност како дел од проектот Младински локални иницијативи. Имаа настан на летната сцена пред Центарот за култура Бели Мугри, кој беше насочен кон антидискриминација и антинасилство. Активност на Сдруженијето на граѓани Младите можат како дел од проектот Младински локални иницијативи. Проектот го реализира Сдруженијето на граѓани Младите можат во соработка со Европската Унија и неколку други донатори, а истиот се реализира само во Велес и Кочани. Станува збор за проект преку кој младите детектираат проблем во општеството и помеѓу нив и постепено го решаваат. Малце да ги освестат луѓето како да имаат еден добар соживот, мир и толеранција. Си смисли едно име обединети од различностите и според тоа они всушност почнаа да организираат неколку активности преку кои што опфаќаат повеќе различни групи. Денеска тука сакаат да опфатат што поголем дел од Кочани всушност, затоа е вака јавен настанот за да можат да се приклучат сите луѓе кои што сакаат од страна и преку повеќе различни уметнички точки ќе го направат тоа. Всушност имаат ораторство, ликовни точки, има конкурс за филм, еден од филмовите ќе биде прикажан всушност и имаат една поема, всушност литературна творба која што ќе биде прочитана. Сето тоа во насока на антинасилство. Нашите млади од Кочани се одлучија за антидискриминација и антинасилство. На настанот кој што го организираа имаа повеќе уметнички точки, преку кои го објаснија проектот, на кој што му предходија неколку обуки кои кочанските учесници ги поминаа. Имавме најпрвин 4 обуки. На тие обуки научивме многу работи и каде што потоа оформивме тим и со нашиот тим почнавме да организираме вакви настани. Најпрвин до сега 3, со овој 3. Најпрвин беше пикникот, каде што неколку млади отидовме и имаше забавни игри и така натаму. Потоа имаше плати кафе со уметност во кафичот Рокси во Кочани. И таму имаше децата доваѓаат, цртаат, имаше и возрастни, имавме исто така за против антидискриминација, антинасилство и така натаму. Потоа и овој настан го организиравме така појавен, со повеќе публика и сакавме повеќе народ да дојде овде и да го покажеме ова. Стефанов додаде дека врсничкото насилство помеѓу младите во Кочани е многу често застапено, но преку вакви настани и активности се подига свеста кај младите за се помалку да е присутно врсничкото насилство и за негово полесно препознавање. Под мотото "Заедно да градиме здрави навики" на плоштадот Македонија во Скопје се одржува овогодишниот фестивал на органска храна. На фестивалот има изложувачи на органски мед, органска козметика, органски млечни производи, зеленчук, овошје, кафе, зачини, житарки. Меѓу присутните пчелари кои изложуваат има и од Кочани и Виница. Временските непогоди, се уште неорганизираниот и незагарантиран пласман, како и слабата промоција, се клучните предизвици со кои во моментов се соочуваат домашните производители на органска храна. Во Скопје се одржува овогодишниот фестивал на органска храна, каде своји производи излагаат и пчелари од Кочани и Виница. Како што рекоа, задоволни се од субвенциите, иако сметаат дека државата може да одвои малку повеќе поддршка. Според производителите, од органското земјоделство може да се живее. Продажната цена е добра, а има и купувачи. Трошокот за органското производство е многу помало од конвенционалното, а производите се квалитетни. Според Гоце Мирев од Виница, производител на органски мед, продажната цена е добра, а има и потрошувачи кои се постојани клиенти.
Имаме стопчелни семејства на 30 километри од Видница, во селото Трасиново, во подножието на Плачковица. Годинава беше подобра од лани. На фестивалот во Скопје нудиме чист мед, мед со саќе, со ѓумбир, прополис, напомена Мирев. На штандовите на плошта од Македонија може да се најдат органски домати за 100 динари килограм, органски јаболка за 40 или 50 динари, но и органско козјо бело сирење, свежо и сушено од селото Раштак. Посетителите може да купат и за најчиско пиво, чија суровина е 100% органска. Целта на фестивалот е да го промовира користењето на органските производи како важен сегмент во секојдневната исхрана. Фестивалот на медот секоја година се одржува и во Кочани, а така ќе биде и оваа година, кога своји производи ќе продаваат пчелари од повеќе градови од Републиката. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра третото коло во втората фудбалска лига Исток, во која Осогово ќе биде домаќин на средбата со Тиквеш од Кавадарци. По поразите во првите две кола се очекува конечно да се стави крај на лошата серија и да се освојат првите бодови. Првенството во втората фудбалска лига Исток продолжува викендов со одигрувањето на редовното трето коло, во кое кочанскиот второлигаш Осогово како домаќин ќе има тешка задача против Тиквеш од Кавадарци. По двата едно по друго порази во првите две кола, жолтосините немаат друг избор освен да играат борбено и напаѓачки, ако сакаат да прокнижат бодови на своето конто. Кавадарчани пак досега имаа половичен успех, односно една победа и еден нерешен резултат, и во моментот се на третата позиција на табелата. Иако на прв поглед изгледа демотивирачки, сепак ваквата состојба не би требало да ги обесхрабри фудбалерите на Осогово, кои ќе мораат да прекинат лошата серија од стартот на првенството. Иако можеби Тиквеш е најнезгодниот противник во моментов за да се направи позитивен резултат, сепак излегувањето од глечот во кој се наоѓа нашиот тим е можно единствено со освојување на бодовите. Инаку Тиквеш во моментот има 4 бода, додека Осогово заедно со Плачковица од Радовиш е без бодови и се на дното на табелата. Над преварот против лозарите, жолтосините ќе го одиграат в сабота со почеток од 16 часот, а судија ќе биде Благоја Ралевски од Битола. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен проложен викенд. Довидување.